Почитувани, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски бил и ќе остане на страна на народот и на страна на Република Македонија, за разлика од Зоран Заев. Граѓаните кои суденови протестираа против антидржавните политики на Зоран Заев не се терористи. Граѓаните кои суденови протестираа се патриоти, кои водени од чувството на патриотизам излегуваа на улица за зачувување на уставниот поредок, интегритетот и суверенијето на Република Македонија. Зоран Заев нема да успее да го згази чувството на патриотизам и љубовта кон сопствената држава. Дури и сите со политичка одлука да ги фрли во притвор нема да ја убие љубовта кон Македонија. Граѓаните, за разлика од Зоран Заев и врхушката на власта, знаат што значи љубов кон сопствената татковина. Заев нема да може да го разбере ова, бидејќи тој е уценат човек и мора да прави концесии на штета на државните и национални интереси. Разликата помеѓу Мицковски и Заев е очигледна. Целата јавност виде како Зоран Заев бара подкуп од 3 евра за легализација на метар квадратен градежно земјиште, по едно за него, за партијата и по едно за црквата. Тоа се гледа и на оваа слика, која што е извадена од видеото, на која што многу јасно се гледа како тогашниот градоначалник на општина Струмица Зоран Заев бара подкуп од струмички бизнисмени. Граѓаните слушнаа дека ова било пракса во општината додека тој бил градоначалник. Со кој кредибилитет овој човек мисли дека може и понатаму да ја води државата? Има ли премиер или друг политичар во Европа за кој со видео доказ е документирано дека барал подкуп? Граѓаните се прашуваат колку бизнисмени од Струмица платиле по принципот евро за Заев, евро за партијата и евро за црквата за легализација на своето градежно земјиште. Дали премиерската функција ја користи за продолжување на истиот принцип на работа? Зоран Заев нема кредибилитет да биде премиер на Република Македонија. Ниту една политички мотивирана хајка, ниту обид за дефокусирање на јавноста нема да може да го сокрие срамот од снимката која цела јавност ја виде, а од која јасно се гледа начинот на кој што работел Зоран Заев. Благодарам.